лисијата паѓаат, работата во градината е намалена, а градинарот е малку настинат. 13-то празнично издание на градината на Филип, денес на 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Пред многу години сме го ослободиле Прилеп со пушка, а денешната слобода се извојува така што ќе обезбедиме и ќе произведеме собствена храна и тој е висок чин на слобода. Токму затоа градината на Филип ги обработува и поттикнува темите за производство на храна. Денес на гости ќе ни биде Гоце Мојановски од Фарма Органика, со кого ќе разговараме за подигнувањето и одгледувањето на овошните насади. Бидејќи есента е време кога се подигнуваат овошни насади, тој ќе ни каже како треба да се подготви теренот, како да се изберат добри садници и ќе ни представи какви се садници нуди Фарма Органика. Ќе зборуваме за јаболкото и за неговото одгледување. Во нашата рубрика Во градината има само љубов, а исто така ќе зборуваме и за цветниот вид хризантема, кралицата на есенското цвеќе. Еден домаќински, но и научен и едукативен и мераклиски муабет ќе водиме со доктор Билјана Гверовска, доктор по земјоделски науки, вработена во Институтот за тутун во Прилеп. Ќе зборуваме за историјата на одгледувањето на тутун во Прилеп, за заштитата, за биолошката борба, но и за тоа дека жената на 21. век може да биде и научник, општествено успешна, но и домаќинка, семејна и реализирана жена. Таква е нашата Билјана и затоа денес на таа тема ќе зборуваме со нејзе. Со неа ќе споделиме и некои цаки и марифети во кујната, ќе споделиме и рецепт и празнично ќе го тераме разговорот и ќе го чествуваме овој ден. Ќе слушаме музика посветена на Прилеп и музика од прилепски групи и пеачи во чест на денот, на 3 ноември и ќе имаме навистина минути исполнети со убава атмосфера, со убави разговори. Сето ова, мислам дека е доволна причина од 17 до 19 часот да бидете на фреквенцијата на Радио Пела, да не следите на радио, но и со лайвстрим да не гледате на социјалната мрежа Facebook. Останувам да се подготвам за емисијата и да поуживам во ова прекрасно есенско сонце, а се гледаме од 17 до 19 часот. Градинарски поздрав! Честит празник, прилепчани, 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Иако пред 77 години со пушка требало да се одбрани нашиот град, денес слободата можеме да издвојуваме на таков начин што
ќе бидеме вредни и ќе произведеме собствената храна. И тоа е начин, и тоа е голема слобода, ако бидеме независни во однос на храната. Имаме веќе нашиот прв гостин е тука во редакцијата, но како вовед за она што ќе следи, а ќе зборуваме за подигнување на овошни насади, видовте за што се друго ќе говориме во оваа емисија. Малку за јаболката, денеска тие ни се тема на разговор во рубриката Во градината има само љубов, но со нашиот соговорник Гоце Мојановски од Фарма Органика нема да зборуваме само за подигнување на насади од јаболко, туку и за други овошни и не само дрвенести, туку и грмушести култури. Можеби и се она што ја нуди богатата палета на производи од Фарма Органика. Но накусо за јаболкото се вели дека, освен што знаеме дека тоа е рајскиот плод, оној што ги скара Адам и Ева, јаболкото е темел и на овоштарското производство, затоа што тој служи како основа за споредување на исплатливоста на одгледувањето на другите видови на овошје. Плодовите на јаболкото созреваат од најрано лето до зима, зависи за каква сорта се работи. Плодовите на зимските сорти на јаболка се најценети и постигнуваат најголем квалитет и се најбарани на пазарот, затоа што сезоната на користење на јаболка е токму во зимските месеци. Ова овошје има речиси се што му е потребно на човечкиот организам, овошни шеќери, овошни киселини, витамини, минерали, пектини и сосема чиста вода. За да ја најавиме темата за која ќе говориме, иако има многу параметри кои секако подетално треба да ги разгледате доколку се занимавате со и доколку планирате да подигнете насад од јаболко, тоа се агроеколошките услови, како што се температура, вода, земјиште, избор на местоположбата за подигнување на овоштарник, подготовка на земјиштето, избор на подлогата, тука е и начинот на кој ќе наводнуваме, начинот на кој ќе ѓубриме, времето и техниката на садење, одржувањето, кроењето, бербата и складиштењето, но да спомнеме околу изборот на сортите. Во светот се познати повеќе од 10.000 сорти на јаболка и тешко може да се разбере, односно да се одлучиме кога станува збор од сите тие сорти која би ја избрале за одгледување и на кое еколошко подрачје најдобро ќе успева. Без разлика на подрачјата каде што ќе се одгледува, во светот се познати незначителен број на зимски сорти јаболко и секако мора да се води сметка околу изборот на потрошувачите, односно која сорта на јаболко потрошувачите најмногу ја купуваат. Значи имаме разлики во однос на големината, дали се многу големи, средни или помали јаболка, во однос на формата, дали се тркалезни, дали имаат форма на звонец и така натаму, по боја дали се црвени, жолти или зелени, дали се благи, кисели или сладко-киселкасти, каков е нивниот мирис, дали имаат интензивен ароматичен мирис или пак ненаметливо, исто така и посочноста и текстурата. Секој има свој начин и токму знае кога ќе оди на пазар или во маркет какво јаболко сака. Во последен период, иако претходно во големо производството секогаш се користат сорти кои имаат најбогат принос и кои можат што полесно да го поднесат транспортот, сепак луѓето во одредени, особено овој период, некако се свртуваат да истражуваат и за автохтоните сорти, не само на јаболка, туку и на други овошки. Но поопширно за подигнување на овошните насади, бидејќи есента е такво време,
ќе зборуваме со нашиот прв соговорник за денес. Сега, ако сме подготвени да слушнеме музика, додека да го сместиме удобно нашиот соговорник. Се надевам дека ви се допаѓа музичкиот избор што го направивме за ова празнично издание на градината на Филип. 3 ноември, ден на ослободувањето на Прилеп, па го посветуваме на песни за Прилеп и песни испеани од прилепчани или од прилепски групи. А нашиот прв соговорник за денес, Гоце Мојановски од Фарма Органика, е веќе тука. Есента е време кога се подигнуваат нови овошни насади и многу ми насметаат дека есента е подобра отколку пролетта за подигнување на овошни насади. Дали е така, го прашуваме нашиот соговорник. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер, благодарам. Прво би сакал да го честитам денесниот празник на Прилепчани, 3 ноември, денот на ослободувањето. Да, во право си. Периодот на садење на овошните насади, посебно ако се работи за поголеми овоштарници, е крајот на ноември, декември, јануар, па се до почетокот на март. Идеалниот период, според искуството и според европските стандарди, е декември и јануар. Се зависи нормално од временските и почвените услови. Се до оној момент додека овошните насади, почвата не е замрзната. Во тој период е идеално. Значи, овошни насади, посебно доколку се работи за овоштарници, кај што се сади професионално на гол корен, е периодот кога растението е во мирување. Има опции да се сади и преку целата година, со исклучок на јули и август, кога се садат садници кои што се со лист, кои имаат род или цвет, или во најмала рака лист, но се во земја. Тој начин на садење не е професионален и тој начин на садење е повеќе за аматери, односно луѓе кои што сакаат во викендица, во дворови и слично да насадат. Големите садници, големите насади се садат во овој период. Значи, откако ќе му парни листо, се до првата вегетација, додека растението е во хибернација, односно во мирување, односно кога течностите во растението, односно движењето на течностите се на минимум.
Вие по однос на временскиот период, на вашите купувачи интересентни им скренавте внимание на социјалните мрежи да не брзаат со почетокот на садењето, туку да почекаат барем втора половина на ноември. Кои се ризиците ако порано се почне со насадите? Првата опција е доколку садниците се уште го немаат фрлено листот. Така. Во таа опција ризикот од не зафаќање на садниците е голем. Друга опција, дел од расадниците, посебно во Србија и Турција, употребуваат хемија, односно хербициди, за побрзо садниците да го фрлат листот, за побрзо да излезат на пазар и побрзо да го продадат својот производ. Тоа е голема грешка, бидејќи во тој случај се јавува да садникот како садник се уште не е влезен во хибернација, не е во мирување. И во тој случај со употребувањето на хемијата и употребувањето и засадувањето во таа ситуација да дојдеме до незафаќање, односно неуспешно садење на садниците. Така да, периодот на садење зависи од сорта до сорта, од вид на овошен вид, се движи од средината на ноември до почетокот до декември. Односно, оној момент кога самата природа на садникот ќе му овозможи да го фрли својот лист. На почетокот на оваа емисија разговаравме за јаболкото, бидејќи тоа е основа, јаболкото е на некој начин основа во овоштарското производство, погодно понатаму и за преработка, и за свежо конзумирање и така натаму. Со какви сорти на јаболко располага Фарма Органика и што препорачувате еве околу нивното садење? Во делот на јаболко производството, во најголем дел треба да внимаваме на не само она што нашите дедовци, татковци или ние сме саделе порано, туку што пазарот бара. Една од најзастапените сорти во Македонија е ајдаретот, сорта која што во голем дел оди за продажба на рускиот пазар. Ние сметаме, во соработка како земјоделска задруга, сметаме дека во соработка со останатите земјоделски задруги во регионот, посебно во Преспа, дека потребно е кај нас да се појават и да се засадат сорти кои што ги бара европскиот, а не рускиот пазар. Поради тоа, нудиме европски сорти на подлоги кои што се за нормално земјоделско производство, но и подлоги кои што за интензивно земјоделско производство, кои што се потекло од Европска унија и сорти кои што се сертифицирани од страна на Европска унија. И кои европскиот пазар ги бара, за разлика од сортите кои што реално кај нас се најзастапени, а европскиот пазар нема интерес. Еве само еден пример ќе ви кажам. Клонови на црвен делишец и на златен делишец. Европскиот пазар ги бара многу. Кај нас се повеќе и повеќе се одбегнуваат црвен делишец и златен делишец. Ова е за пошироката јавност да го свати, а има и различни сорти на Фуджи јаболка, сорти како Смарагд, како Фуджи, кои што исто така европскиот пазар ги бара и кои што имаат цена која што е далеку повисока од цената која што моментално е на пазарот во Русија, односно од купувачите кои што соработуваат со Русија и ја нудат на јаболкопроизводителите. Тоа е исто и кај лозарите, исто и кај јаболкопроизводителите, односно кај нас имаме ситуација да сортите кои што поради определени причини земјоделците ги садат, претежно поради тоа што традиционално се засадуваат кај нас, не ги барат европскиот пазар и поради тоа имаат ниска цена. И имаме ситуација да
од година во година се молат земјоделците да фати мраз во Преспа, односно во Полска, за јаболкото во Македонија да помине добро. Во секој случај, европскиот пазар бара нови сорти или подобрени сорти кои што успевале кај нас, како златен делишец, црвен делишец, за разлика од сорти кои што традиционално кај нас се повеќе се садат, а се садели претходно 20-30 години, кои што европскиот пазар не ги бара. А што мислите, зошто кога се бара еве конкретно црвениот и златниот делишец, не го садиме, туку садиме друга сорта? Тука не можам да најдам директна корелација помеѓу пазарот и самиот земјоделец. Кај нас се очекува дека јас произведувам нешто и чекам од купувачот или државата истото да ми го откупи или државата мене да ми го плати. За разлика од тоа што, например, еве да речеме, од блиските земји, како Србија, не подалеку, или Грција, Бугарија, што се малце понапред во земјоделието од нас, гледат што пазарот бара, а не што јас сакам да садам. И тука треба мајндсетот кај дел од земјоделците да се смени. Се оди некогаш и на сигурно, има пласман за ова, да, цената му е ниска и одиме со тоа. Но не одиме на она што го бара пазар. И ако продолжиме така, земјоделието не е само секогаш државата е крива, туку некогаш треба ние да размислиме што ние може сами да се помогнеме со цел да го подобриме нашиот статус и нормално извозот, дали на јаболкото, дали на грозјето, дали на другите култури. Би сакал да проговориме во вториот дел од нашиот разговор за можностите и што значи и дали е добро да се направат комбинирани овоштарници од две, три или повеќе овошни култури или комбинацијата на дрвенести и грмушести култури, но и за палетата на садници што ја нуди Фарма Органика. Но пред да разговараме за тоа, јас ќе го замолам нашиот технички реализатор, ако можеме малку да слушнеме музика, затоа што денес е празник, да ја пренесеме и таа атмосфера во домовите на оние што не слушаат и гледаат и понатаму да продолжиме со разговорот. Ivo
Веќе добиваме прашања и од оние што не гледаат и слушаат, и до нашиот соговорник Гоце Мојановски од Фарма Органика. Пред да ги поставам моите прашања, еве прашање: кога да се садат садници кои не се автохтони за Пелагонија, како сибирски лимон и други? Во делот на автохтони садници треба да ни биде јасно дека во овој регион на Пелагонија од овошни садници единствено автохтона сорта е крушата. Се друго е донесена настрана. Садниците кои што се со земја, во бас или во саксија, може да се садат во текот на целата година, со внимание земјата која што е во саксијата да не се растресува и самиот коренов систем да не се уништува. Односно да се засади така како што е во моментот. Тоа е во текот на целата година може да се сади. Сепак препорачуваме садењето да биде кога движењето на течностите во растенијето е на минимум. Тоа е идеално, иако и ова не е грешно и може да се сади во текот на цела година. И секој садник, и јаболко, и сибирски лимон, и портокал, и лимон, и мандарина, за разлика што сибирскиот лимон може да обстојува и на надворешни температури, издржува до минус 35 степени Целзиусови зимски температури, така да проблемот со садењето тука не е некој поголем. Тие садници најчесто на македонскиот пазар се во бас, така да може да се садат во текот на цела година. Што е, на кои основни нешта треба да се обрне внимание при подигнувањето на насадот, иако тоа е цела наука, опширна тема, меѓутоа еве за оние што можеби ќе подигнат рекреативно или мал број, основни насоки вака накусо да им дадеме, на што треба да обрнат внимание? Без разлика дали се работи за рекреативни или хоби насади, или насади кои што се професионални, има неколку работи кои што сакам да ги споменам, кои што се многу битни. Првата работа е изборот на саден материјал. Кај овошните насади е многу битен изборот на саден материјал. Нештото што го засадувате, не го засадувате од денес за утре или за оваа година, како на пример кај пченицата, кај пченката, кај сочогледот и слично и градинарските култури. Тука овдека се засадувате нешто што треба да раѓа после третата година и во наредните 15, 20, 30 години. Така да изборот на саден материјал е многу битен и квалитетот на садниот материјал е многу битен. Да биде истиот сертифициран, да биде во периодот на чување пред садењето соодветно складиран, односно соодветно чуван по посебни услови како што ги бара науката. Не да биде искорнат па донесен на пазар со гол корен, па денеска цел ден, утре цел ден чуван и после тоа продаван. Оштетувањето на садниците, посебно на жилите кои што се обидувам да бидам поблиску до слушателите, е многу големо, посебно доколку стои цел ден тој садник на пазар и вие го купувате, па се сушел или слично. Тоа е една работа и друга работа на што се да биде сертифициран од соодветен производител, без разлика дали од Европска унија, дали од Србија, Бугарија, Турција, Полска или Шпанија. Ги спомнав овие земји, бидејќи најголем дел од производителите на садници се од тие земји. За жал во Македонија ние немаме производители сертифицирани. Или тие што се неколку и не може да го задовола нашето производство. Фарма Органика нуди садници кои што се сертифицирани со потекло од Европска унија, за голем дел се плаќа и патент, и ројалити, значи нешто за кое што некој 20-30 години се обидел некој производ, односно овошен садник, овошна сорта да ја доведе до нивото на садењето. Друга основна работа, покрај тоа да биде сертифициран и соодветно чуван садник, друга битна работа е
самата обработка на почвата. Кај овошните садници обработката на почвата може да биде во два дела. Едно е летна обработка со риглавање или најкасно крајот на октомври, почеток на ноември, односно длабоко орајне, и после тоа уште едно орајне, па тајнирање, мулчирање, дрљање и слично, со цел да се изравни, а потоа да се сади. Битно е при садењето на садникот. Садникот мора да се сади до оној дел до кај што претходно бил саден. Ние, за жал, од неискуство кај голем дел од посебно хоби производителите, забележуваме дека садникот се сади до делот кај што е калемен. Тоа е голема грешка. Најчесто при таква ситуација се случува да самиот садник биде и оштетен, да се јават болести, а и од друга страна и самиот развој на садникот да биде намален. Значи садникот се сади до онај дел до кај што претходно бил засаден во моментот пред вадењето од расадникот. Во делот на дупките. Исто така голема грешка која што ја забележуваме е употребата на арско џубриво. Тоа е нешто традиционално кај нас што се употребува. И да, тоа е окей. Но во 80% од случаите. Во 20% од случаите можат да се појават болести, можат да се појават габични инфекции, бактериски инфекции на самиот корен, на самиот насад, и по неколку години кои што вие сте вложувале труд и пари во прскање, во одгледување, во кроење на самиот насад, да добијате садник кој што е заболен. Значи употребата на арско џубриво, без разлика дали е прегорено 2, 3 или 5 години, е ризично при подигање на насад. Овошен, без разлика дали е тој хоби или делјано. Има џубрива, доколку сакате домашно производство, кои што можат да се употребуваат, кои што се исто органски, кои што се исто со потекло од кокошкино џубриво, зајачко џубриво и слично, но кои што се бактериски и вирусно и габично испитани. Така да употребата на садници во делот на употребата на арско џубриво при садењето од наша страна не е никогаш препорачано, има други начини. При садењето на садници исто така е многу битно за поголема прифатливост и за подобар развој. Потребата на хумусната киселина или препарати кои што содржат хумусна киселина, кои што помагаат при развој на кореновиот систем и адекватна апсорбција на минералите и микроелементите од почвата на самиот садник во првите години на неговиот развој. Понатаки, тие се основните работи и друга работа, што е многу битна, дупките секогаш треба да бидат многу поголеми од самиот коренов систем и при садењето на садникот истиот се закопува дупката, се сади садникот, ви кажав до која длабочина, добро се нацапува и најмалце 10 до 20 литри вода мора да се тури со цел самиот садник да има голем процент на успешност. Сега би ве прашал, бидејќи знам дека широка е палетата на садници која ја нуди Фарма Органика, да ни кажете со што сте сега подготвени и што од кај вас можат да набават оние кои одлучиле да подигнат садник, расадник, без разлика дали станува збор за, како што рековме, хоби или пак некоја поголема површина. Бидејќи самото радио се емитува претежно во Пелагонискиот регион, најголем дел би се осврнал на садници кои што, односно овошни сорти кои што се идеални за овој регион. Пред се биодел на бадемот. Бадемот е култура која што многу истоветуваат со лешник и орев, али е како група спаѓа во групата на праски и идеална за употреба и на земјишта кои што се наводнуваат и на земјишта кои што не се наводнуваат. До сега во Македонија не е употребуван бадемот пред се затоа што често се случува поради доцните пролетни мразиви цветот на бадемот да биде измрзнат и да немаме род. Фарма Органика
од минатата година веќе увезува и нуди на пазарот во Македонија бадем кој што цвета доста касно. Значи, истиот е с трговска марка, сертифицирана трговска марка на Цебас фрут Шпанија. Сортата е Пента има како, значи има и други Марта Антуанета, али овие ги спомнувам затоа што цветат многу касно. Да. И се идеални за вакви подрачја. Почвата во Прилепски и Битолски регион одговара, бидејќи pH вредноста и самата структура на почвата одговара за одгледување на бадем, и јас сметам дека во наредниот период бадемот ќе биде културата која што во овој регион, посебно Прилепскиот регион, ќе биде замена за тутунот како култура. А сега извинете што ве прекинувам, ја спомнавте крушата како автохтон вид. Ако во иднина се користи бадемот, а знаеме дека крушата обстојувала на овие подрачја, што мислите, дали ова е добро подрачје за одгледување? Прилепскиот регион, посебно Мариовскиот регион, ние имаме нели едно село Крушевица, што се вика, идеално за одгледување на круша. За жал, болестите како манолија и рак на коренот на крушата направија девастација на насадите со круша. Моментално цената на крушата во однос на сите останати слични овошни култури како јаболкото и дињата и слично е многу висока. Интересна е за одгледување, треба премногу внимавање, посебно во поглед на појавата на манолија како бактериска пламеница која што може да уништи цел воштарник. Бара, како и јаболкото сама, соодветно третирање, континуирано, и покрај бактериската и за габишна инфекција, мислам габишна пламеница, али како култура, гледајќи ги цените на берзата, гледајќи ги цените на пазарот, е доста интересна за одгледување. Сега, изборот е сличен. Крушата, за разлика од бадемот, кој што може да издржува во подрачја кои што не се наводнуваат, бара соодветно наводнување со користење предсена системи капка по капка и соодветна контрола и кроење согласно препораките од агрономи. Тука мораме на работа да нагласам дека за разлика од крушата и јаболкото, бадемот бара сосем различен начин на кроење, и тука сите оние кои што имаат бадем треба да размислуваат и на таа тема, бидејќи бадемот се кори како праска, а не како останативе други култури. Бидејќи во палетата ги има сите оние овошни садници за кои ние знаеме, се распространети како круши, сливи, цреши, вишни, кајси и така натаму, но она што мене ми се допадна е дека ги имаме и овие екзотични некои растенија, садници, меѓутоа тука се и дренот, да речеме, не знам дали црница имате, да спомнеме за некои видови што се поспецифични, а Фарма Органика ги нуди. Широкиот спектар кој што го нуди Фарма Органика опфаќа прво да почнеме со јаболката и стари сорти на јаболка и стари сорти на круши, вклучително и кантарката, она Мариовска кантарка, што традиционално, мислам, се вика калујџерка, имаме Петровката како круша, имаме Вилјамовката, во делот на садници кои што се автохтони, да речеме, да нудиме садници од дренка или дрен, нудиме садници од црница, боболка или дуда, различни, веќе тоа е една од растенијата кои што има најмногу називи во нашава држава. Да, имаме и бела и црна или црвена боболка. Друга страна ги нудиме и оние традиционални сорти на бадем, традиционални сорти на цреши, како охридска цреша, како ван, кордија, феровија. Нудиме стандардни садници од вишна, како марела, мислам, садници од вишна кои што спаѓа во групата на марела, кој што е хибрид меѓу цреша и вишна, како и садници
на вишна која што е една стандардна индустријска вишна како Келерис 14-16, Шумадинка, Хајманова, конзервна и слично. Одделот на садници кои што се Круша, нудиме Вилјамовка, Јунска лепотица на Петровка, Кантарка, Абате Фетел, Санта Марија и така натаму, вклучително и една сорта една Ерен која што е сорта која што е отпорна на сите болести. За жал, таа е малце покомплицирана и треба цела емисија за таа сорта да разговараме. Од делот на лешник ги нудиме сите трпезни и индустријски сорти, значи вклучително Халски джин, римски голем, Тонда джентиле де Ланге, Тонда джентиле Романа, Джифони, Ночионе, истарски долг, истарски округли, Косфорд, Лудов и така натаму. За индустријските сорти, тоа морам да нагласам, за индустријските сорти на лешник и за сите сорти на бадем, Фарма Органика склучува договори за откуп, така да сите кои што планираат професионално или полупрофесионално да се занимаваат со тоа производство, ние нудиме и откуп на целокупниот асортиман. Во делот на лешник соработуваме со еден од најголемите производители во Македонија, а бадемот си отоди за Република Грција. За крај на нашиот разговор, колку е добро или не е добро комбинирањето на дрвенести овошни култури или комбинацијата меѓу дрвенести и грмушешти, оти тука се и рибизлите, нели, капините и така натаму. Но и секако за крај да кажеме како заинтересираните можат да ве контактираат или да дојдат за да набават саден материјал. Од моје искуство најчесто во првите години додека е млад овошниот насад, добро е да се користат како пропратни култури легуминозите. Граф, грашак, сточен грашак, граор или луцерка, бидејќи самата култура од една страна имате двојна корист. Самата култура може да ја косите, истата да ја користите како сточна храна или гравот како храна за вас, а од друга страна самата култура како азотофиксатор може да се користи за прихрана на самото растение, со што би се намалиле значително трошоците за прихрана. Во делот на комбинација на различни култури, да речеме, цреша и капина или аронија и слично, би било проблем, поради тоа што автоматската обработка на почвата. Доколку имате мали парцели, да, можете, и доколку ги обработувате со култиватор или рачно, или со тример и слично, копањето и слично, но доколку работите со механизација, трактори, мулчер и овоштарска фреза, во тој случај тоа не е изводливо. Не е практично. Добра е комбинацијата најчесто на повеќе сорти од ист овошен вид. Да речеме, две сорти или три сорти од цреша, две сорти или три сорти на орев. Например, кечанлерот, кој што ние го везуваме од Турција, од областа Билдерим, калемен со плава етикета, значи прва класа, не со жолта и бела етикета, кој што често кај нас се онади, е препорачливо употребата на опрашуваци како франкетот или фернорот. Исто и кај лешникот, кај нас заблуда се правеше години дека Тонда джентиле де Ланги како сорта е само опрашувачка. Да, сите се само опрашувачки, но родот како сорта лешник де Ланги и самостојно на една парцела и со употреба на опрашувач, разликата е 50 до 60%. За жал, кај нас неискусни и луѓе кои што ги гледајќи го својот интерес, најчесто употребуваат иста сорта, нормално, кој ќе го откупуваат лешникот, да имаат исто, али родот некогаш и 30% од потенцијалот на самата сорта. И тука треба многу внимавање и на сортата, дали истата сорта. Затоа што лешникот Чендлер прилепско издржува, ама до кај 600-700 метри надморска висина, фазла не. Така.
Истото и со костенот, истото и со лешникот. Лангето не е идеална сорта за Прилепскиот регион. Како да ве контактираат заинтересираните, да ги разгледаат, секако и да ги набават садниците што ги посекуваат? Просториите на Фарма Органика Прилеп се наоѓаат наспред Институтот за тутун во Прилеп, улица Орде Чопела 171. Тие кои што се занимаваат со сточарство знаат пред Агроинвест. Телефонски број за контакт 078 402 834. Можат да не најдат и на Facebook Фарма Органика. Доволно веднаш ќе не најдат Фарма Органика Прилеп, или пак на organica.mk, нашата веб страна. Садниците, првиот увоз го имаме дел крајот на ноември, дел почетокот на декември, значи зависи се од временските услови, така да тука не можеме стрикно да дефинираме период. Но можете предвремен или да... Да, најдобро е, посебно ако се работи за поголема количина садници, не контактираат по совреме, со цел да можеме да направиме резервација, затоа што и ние како да имате земјоделска задруга правиме резервација на садниците со садниците со кои што соработуваме и може во определен период да снима дел од садниците со кои што вие би ги сакале. Така да слободно може вашите слушатели да не контактираат на споменатите начини, да. Јас ви благодарам и за советите и за сето она што го споделивте и се надевам пак ќе се гледаме и ќе зборуваме за некои теми поврзани со овоштарството, но и со земјоделството воопшто. Ви благодарам многу. Се надевам ќе бидеме и понатаки во контакт. Темата е широка и може понатаки дополнително за се што ви интересира ви стоиме и на слушателите на располагање за совети за се што треба. Благодариме уште еднаш, одиме со музика и потоа се подготвуваме за нашата следна соговорничка и за другите рубрики во градината на Филип, се до 19 часот. Зимата дојде, снегот снежи, постела ладна не се лежи. Дојди милено, кој ќе ме згре, без тебе ноќва пуста ќе. Зимата дојде, снегот снежи, постела ладна не се лежи. Дојди милено, кој ќе ме згре, без тебе ноќва пуста ќе. Дојди лено на перниче бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце. Agonia na Blanca. Дојди лено на перниче бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце нежни, долги ноќи зимски снежни. Покривка бела, денот се гаси, дојди милено, студ ме спаси. Твоите усни пламени врели, в срце да стопат снеговки бели. Покривка бела, денот се гаси, дојди милено, студ ме спаси. Твоите усни пламени врели, в срце да стопат снеговки бели. Дојди лено на перниче бело, да ме грее топло тело, да ме греат раце нежни, долги ноќи зимски снежни. Дојди лено на перниче бело, да ме грее
Zaljubih jedno mome mnogo ubavo, da mene ne sakaše, ja si sakam bez da znaje, ja si sakam bez da znaje, se zaradi drug, a ja mene ne sakaše, ja si sakam bez da znaje, ja si sakam bez da znaje, se zaradi drug. Za nevesta, ja se ti dom da ja baram, majka i ne jadaše, se zaradi drug, ja se ti dom da ja baram, legnamo me se razvole, se zaradi drug. Еве сме назад во студиото на Радио Пела. Разговаравме за подигнувањето на овошни насади, слушавме убава музика, зборувавме за јаболката, а време е да го почнеме разговорот со нашата соговорничка, доктор Билјана Гверовска. Тутунот е символ на нашиот град и белег на препознатливост. Нашата соговорничка е доктор по земјоделски науки во специјалноста заштита на тутунот и токму затоа ќе говориме малку за тутунот, малку за неговата заштита, но соговорничката е со нас затоа што денес одбравме на интересна тема, а тоа е дека жената на 21. век може да биде и успешна во општествениот живот, но да биде и успешна во семејството, и успешна во кујната, и успешна во она што значи зачувување и негување на традицијата. Добре дојдовте во нашата емисија. Најдов, благодарам на поканата. Нека ни е честит празникот. Честит празник исто. Рековме дека тутунот е нешто што прилеп на секаде го препознаваат, се уште е така. Ајде малку да проговориме околу историјата на тутунопроизводството, баш во Прилеп. Како што рековте, тутунот е неизбежна судбина на градот Прилеп. Така. Сите сме запознати со него, како со осознавањето на мирисот на тутунот од мали нозе, така и стануваме свесни за макотрпноста на тутунопроизводството. Секој на ваков или таков начин е поврзан со тутунот, па така и јас, преку мојата професионална определба, како вработена во Научниот институт за тутун, преку со истражувањата за тутунот. Конкретно работам, како што спомнавте во најавата, на заштита на тутунот, вршам испитување од областа на болестите на тутунот, од бактеријско, вирусно и гавно потекло, истражување во врска со патогените кои што ги предизвикуваат, но и заштита на тутунот од истите. Сега за историјата на тутунот многу е говорено, постојат списи, монографии, книги, бидејќи еве ден на тутунот, ден на град Прилеп, специфично, значи поврзано со тутунопроизводството, малку еве да се задржиме. Значи, историјата на тутунот е поврзана со откривањето на Америка. Така.
А подосна, значи Колумбо го пренесува во Западна Европа и понатаму во другите европски земји. Меѓутоа главно како се користел на истиот начин како домородното индијанско население, значи како растение за лекување. Како такво почнало да се одгледува во кралските градини, во повеќе земји, но понатаму почнува да се шири и во другите европски земји и кон источните земји, па така и кон Македонија. Значи во тоа време Македонија била под турско робство, значи и во рамките на Османлиската империја, меѓутоа тоа било производство од многу мал обем. Патот од кој што го поминал тутунот од растение за лекување до средство за уживање во облик на цигари, во облик на најпрем како тутун за луле, е долг. Меѓутоа пак во она што е специфично за Македонија, исто така. Се смета дека некаде во крајот на 16-тиот век навлегол во Македонија, меѓутоа до неговиот развој поминало доста време, значи некаде почнало да се развива како производство во 19 век, во средината на 19 век. Во тоа време се занимавале сите народности во тогашната Османлиска империја, додека истото продолжува по распадот, меѓутоа пак со него продолжува да се занимаваат веќе искусни одгледувачи, тутунопроизводители. Сега конкретно кога зборуваме за прилеп, се смета дека е донесен како една местна сорта џумбајбале од еден производител Махмуд Алија Ќолија од Горна Џумаја. И поради поволните карактеристики на таа сорта, таа започнала да се одгледува, но и тогаш биле свесни дека постојат услови во прилеп за тутуново производство, значи почнала да се шири, меѓутоа како повеќе локални сорти и линии, и за воспоставувањето на тутунот тип прилеп, голема улога игра Рудолф Горник, тој е основачот на институтот, кој што по пат на селекција успеал да креира две сорти тутун, тоа е прилеп 10 3/2 и прилеп 12 2/1, кој што долго време беа и стандард во тутунопроизводството. Значи, поволните почвено-климатски услови и создавањето веќе на тутунска сорта, поволна за одгледување, со поволни карактеристики, веќе се создава една база за ширење на тутунопроизводството. Значи, науката и тоа како игра голема улога во ширење на тутунопроизводството и она во прилеп, а и пошироко во Македонија и веќе понатам во светски рамки. Значи, во самото име на сортата е внесено името на градот и кога ќе се зборни за ароматични ориенталски тутуни, се мисли на тип прилеп, односно на градот Прилеп. Затоа не поврзува и сега уште сум посигурен дека вистина токму денес требаше да зборуваме за оваа тема. Бидејќи вашата специјалност е заштитата, вие се занимавате и со биолошката борба и објавувате доста научни трудови поврзани со оваа тема, малку околу заштитата во однос на она што се современи текови на начини на заштита на тутунот и ете накусо за она што значи биолошка борба кај тутунот. Моето вработување е поврзано со период на интензивен развој на хемиската индустрија, односно постоење на бројни хемиски препарати. Се чинеше дека веќе бројни проблеми се апсолвирани, бидејќи постоеше решение, хемиско решение за сите болести. Истражувањата главно се одвиваа за испитување на препарат со кој ќе имаме најголема ефикасност во созбивањето на патогенот и заштита од таа болест. Меѓутоа се чини дека
човекот како што бил со самото вклучување на хемиските препарати како да е свесен за штетноста на истите. Подоцна почна да се зборува да се зборува и да се потенцира штетноста на хемиските препарати. На научни собири, на советувања, исто така веќе се забележуваше на интенција за воведување на други поодржливи мерки еколошки, со кој што заштитата на растенијата ќе се унапреди, меѓутоа ќе имаме успех и во заштитата на самата животна средина. Јас по вокација сум дипломиран биолог, биохемичар и секогаш во моите интереси беа насочени кон микробиологијата. Мојот магистарски труд беше од областа на почвена микробиологија и беа изолирани со самата работа, беа изолирани одредени групи на микроорганизми кои што имаат одредена улога врз растенијата. Значи имаат стимулативно дејство, излачуваат некои соединенија и имаат одредена заштитна улога, па така мојот интерес започна и ден денес се одржува во континуитет кога се работи за таквите биоконтролни агенции. Како што рековте, имам објавено повеќе научни трудови со повеќе видови на такви агенции, Токму во однос на биоборбата, биозаштитата, го објавивте и трудот примена на триходерма харзианум во заштита на тутунскиот расад. Тоа е токму во насока на биозаштитата. Тоа е на мала брошурка, меѓутоа има вредност затоа што моите истражувања, почнувајќи од механизмите, конкретната примена во тутунопроизводството и давање на еден конкретен апликативен модел, како што реков, при примена на конкретни услови, значи при примена и на други препарати во самото производство. Меѓутоа, мојот во контекст на самата емисија, она што е значајно е потврдата дека природата постои околу нас, дека таа не само што делува стимулативно врз растенијата, така делува и ги штити самите растенија. Ние само треба да ја осознаеме, да ги откриеме таквите било микроорганизми, било таквите соединенија, да ги примениме и на таков начин да обезбедиме квалитетна заштита, еколошки безбедна, но и заштита на животната средина. Тогаш сите ги уживаме добрата од она што сме го направили. И сите взаемни односи треба да се проучуваат и тие делуваат конкретно сега во биолошката борба. А во однос на првиот блок од нашиот разговор, кој е посветен на вашата научна област, на тутунот, како белег на градот, претходниот соговорник рече, мислам дека во иднина можеби бадемот ќе го замени тутунот. Сега ова го кажувам за да биде вовед во следното тоа што сакам да ве прашам, како вие, како научен работник во областа, што мислите за иднината на тутунот, односно како таа според вас ќе се развива натаму? Сега јас не сум најкомпетентна да зборувам, бидејќи тоа е светска политика, на земните увозници, извозници на тутун, на политиката на државата, па и на тутунските компании кои што се занимаваат со откуп на тутун. Меѓутоа, мислам дека не треба да се занемани фактот дека во Македонија постојат исклучителни услови за производство на ароматични тутуни, она што е барано на пазарот, дека постојат други поволни услови. Тоа е едно наше национално богатство кое што не смееме да го запоставиме, да го занемариме. Мислам дека не смееме да се откажеме од тутунопроизводството. Постојат обиди да се како алтернативни решенија да се воведат повеќе култури, меѓутоа мислам дека до сега не се добиени уверливи податоци за заменливоста на тутунот. Ние често вон нашиот разговор, приватно сме разговарале дека има
исто така и други начини како да се употребува тутунот, што некои од вашите колеги ги разгледуваа, истражуваа низ годините за биогориво и така натаму, па можеби и тоа е еден од начините, но од друга страна па и како Прилепчани би живееле без мирисот на тутунот. Науката оди во тој правец, значи давање решенија за задоволување на конкретните потреби. Така. И Науката се надеваме без дека- апликација на науката тоа не би била само И сигурно ќе се изнајде решение, Да, затоа да. што, како што реков, што би правеле Да. без мирисот на тутунот. Јас предлагам сега да слушнеме малку музика и потоа да се вратиме во вториот дел на разговорот и да откриеме уште една важна улога на нашата соговорничка. Na sekoj mu je najmilo, tamo kaj se rodil, tamo kaj što detstvo pomina. A mene mi je najmilo, i Somberan živeamo, Prilep grad so slavno mi na to. Gorda su mi presrećna, što sam se rodila, u srce to na Makedonija. Što sam čista Makedonka, rodena Prilepčanka, so koren od pamti veka. Gorda su mi presrećna, što sam se rodila, u srce to na Makedonija. Što sam čista Makedonka, rodena Prilepčanka, so koren od pamti veka. Толстој на едно место кажал дека местото на жената е во кујната. Денес жените нема да се согласнат со тоа, или барем ќе речат не е само во кујната. Местото на жената во 21 век е насекаде, рамноправно, и во политиката, и во науката, и во културата, и во спортот, и во образованието, но убаво е кога ќе се спои она што значи општествено функционирање, општествен напредок, кариерен успех, кога ќе се спои со она што значи топлина на домот, најадено семејство и подготвен вкусен ручек. Нашата соговорничка Билјана Гверовска, доктор на науки, разговаравме за тутунот, за незината научна област, меѓутоа ужива во готвењето, во вкусовите и во мирисите во собствената кујна. Како успевате да го изградите спојот и успешно да го негувате и оно што значи наука и напредок во работата, оти не е лесно да се дојде до докторската титула, тоа вие најдобро го знаете, и не само да се дојде, туку и да се одржи, и да се напишат, мислам дека околу 120 трудови, и се она што секојдневно го бара од вас работата, но и да се, кога ќе се вратите дома, да немате мака, туку да одите во кујната и да подготвите нешто вкусно. Се сложувам дека жената не смее да биде само во кујната, па тоа е и докажано дека и не е. Така. Секако во животот постојат одредени приоритети, значи одредени работни обврски, семејни обврски кои што не смеат да се занемарат и му се дава првенство. Така. А додека интересите малку се ставаат во позадина и чекате одреден поволен период за реализација,
Може би звучи како клише, значи, но со една добра организација сето тоа може да биде да се спои. Така. Така и јас ги балансирам некако работите, ги држам во континуитет, ги развивам. А тешко е? Па не е лесно. Не е лесно. Можда ми со текот на годините полесно, со и животното искуство, Така. малку е полесно, меѓутоа во младоста. Малку. Готвењето и може би и на традиционална, но и на храната од други кујни, што представува за вас готвењето? Готвењето пред се за мене е една креативност, желба за доведување на нештата до перфекција. Така. Потоа се восхитувам на сите, би рекла, креации на природата, почнувајќи од земјоделските производи, од прехранбени производи, па се до Зачините може би. зачините, па се до приборот за готвење и сервирање, потоа богатство на вкусови, на слики, здравје, нутритивна вредност и пред се почит кон традицијата и кон семејството. Мислам дека сето тоа може успешно да се спои, една успешна приказна да се создаде. Така. Историјата познава многу успешни примери на државници, на научници, на жени. И тие не биле помалку мајки отколку оние кои што не се професионално реализирани. Да, се согласувам. Така, науката ја сваќам како едно себе реализирање во професијата, во општествени рамки, меѓутоа дополнително ова навистина ме исполнува како личност. Предпоставувам дека најмногу исполнува кога сите во семејството се задоволни и се накуп. Кога е задоволен гурманлукот на мојот сопруг, кој што на некој начин го дефинира вкусот кој што треба да се достигне. Значи тоа е помош. Да. Дали таа љубов кон готвењето некој ја поттикна? Што вие научивте можеби од вашата мајка, баба? Дали некоја од нив е причина за развивањето на таа љубов кон готвењето и кон храната? Потекнувам од градско прилепско семејство, кој што секогаш негуваше посебен однос кон храната, кон готвењето. Да се приготви еден оброк не беше само едноставен чин на готвење, туку се приоѓаше со посебен пиетет кон храната, кон готвењето, кон трпезата, но и кон гостинот. Така да израсната сум со тие традиционални македонски прилепски јадења и научив да се држам до традицијата, да ги практикувам истите, да ги може ли да ги надоградите некои рецепти? Да. Или се држите? Како водич секогаш ми е желбата перфекционизмот, значи желбата за добивање на оној правиот вкус на конкретното традиционално јадење. А како критериум пак ми е вкусот на она кое што е направено од мојата баба, од мојата мајка, кој што беше највисоко оценувана. Така. И колку сега во контекст на ова, колку значи таа магија на гастрономијата и традиција да се пренесе и натаму? Нема подобар пат на достигнување на квалитет од пренесеното од своите предци, конкретно во случајот мајки, баби. Така и се надевам дека и понатаму ќе биде доколку постои интересот кај младите генерации. Така. И двајцата сме членови на Slow Food и кога разговараме заедно не можеме да не го спомнеме, затоа што едновремено во формирањето на Slow Food Прилеп влетавме во таа Slow Food приказна. Колку вие таму се пронајдовте, во смисла
дали ги исполни вашите желби за надополнување во однос на хоби, на нешто интересно? Што представува едноставно членството во Slow Food? Кај вас видици разви? Так. Фака, јас присуствувајќи на научни собери во други земји, видов дека секоја земја организатор на тој собир, значи покрај земјоделието како главна тема, секоја земја настојуваше да ги прикаже своите национални обележја. А како поинаку ако не преку храната? Значи храната допира до сите, таа обединува светови, но создава еден друг на вкусови, на заедништво. Да. И тоа беше за мене навистина привлечно да се прикаже едноставно и да се дојде до поблиску до презентацијата на македонската кујна, на македонските обичаи. Од друга страна пак исто така во мојата област на работа запознав многу практики на конзервирање, на приготвување, кои што сега како модерно се нарекуваат одржливи практики. Сватив дека фактички јас истите тие ги практикувам во мојот свет на храната, да. И сето тоа некако се поврза. Едноставно сватив дека сето она мојот став кон храната, кон гастрономијата, почита кон одредени вредности, кон трудот, кон човекот, кон животната средина, сето тоа некако си доби едно име, Slow Food. Сето не е Slow Food, значи тоа не е како луѓето велат во првиот момент, нешто бавно. Значи тоа е еден квалитет кој што треба да се прифати, да се ужива, да се развива и како таков треба да не биде насока, значи во целокупниот однос кон животната средина и кон луѓето кои што не обкружуваат. Мене ми беше интересно затоа што преку статиите за храна што вие ги напишевте, да, човек може да проба и да рече ова е вкусно или убаво подготвено, ама убаво е што преку тие статии објавени на Slow Food, јас лично дознав вашето мислење, вашиот однос, зошто ова сакам да биде најубаво сготвено, зошто сакам ова да биде постариот рецепт. Значи има мисла, има визија, има идеја, а тоа тие ваши текстови го дадоа, значи љубовта како нитка и како таен зачин во секој рецепт. И почита кон семејството и традицијата. Така. Нека биде тоа на некој начин и порака, иако ние на крајот ќе ја слушнеме вашата порака. Меѓутоа, јас сега предлагам малку музика, потоа ќе се вратиме во студиото, малку ќе говорам за хризантемите и потоа ќе имаме рубриката Пиши вака. Засвири една мајсторе стар, само да биде прилепската говна од виолината и гитарата, песна да слушнам за родниот град. Добро утро, прилепе мој, не чека третата рака, кој што не бил на зелено море, не знае што е мака. Добро утро, прилепе мој, не чека третата рака, кој што не бил на зелено море, не знае што е мака. Се раѓа, започнал новиот ден, на нива одат тутунарите, а поемите од кафа
tretata raka, koji što ne bil na zeleno more, ne znaje što je maka. Dobro utro, prilepe moj, ne čeka tretata raka, koji što ne bil na zeleno more, ne znaje što je maka. Есента покрај жолтите лисије, покрај целата атмосфера, што ја дава дождот, што ја дава мирисот на пиперките, за оние што во позадоснето време прават ајвар, ја разубавува целата таа атмосфера и цветниот вид хризантема. Нема да зборуваме се за хризантемите, туку ќе зборуваме како да ги зачуваме за да можат да цветаат и наредната година. Разнобојните хризантеми ги украсуваат градините и балконите во ноемвриските денови и инаку можат да се одгледуваат во текот на целата година, но кај нас најкарактеристична е за есенските цветни аранжмани. Сега што треба да направиме за да успееме и наредната година да имаме цветови од хризантемата која годинава сме ја засадиле или можеби сме ја купиле како веќе расцветан садник. Хризантемата е цвеќе кое символизира среќа, така сметаат кинезите и своите градини богато ги украсуваат со овие разнобојни растенија. Во градините во Европа први се жолтите хризантеми, кои се посадени уште во 17-тиот век. Заради карактеристичните бои на цветот, ботаничарот Карл фон Лине хризантемата ја нарекол златен цвет. Од тогаш до денес ја гледаме во различни бои, облици и со различна големина на цветовите. Хризантемата може да се зачува за наредната сезона, цвета до цна есен, отпорна е, но сепак и е потребна заштита од првите мразеви. Доколку се наоѓаме во крај каде што зимите се благи, овие билки можат да се остават в земја и со тоа што ќе се отстранат прецветаните цветови, ќе се скрои и ќе се прекрие со најлон, така би ја заштитиле од првите мразови. Ако во нашиот крај зимите се ладни и остри, тогаш мора растението да се пресади во дрвен сандак или жарденјера со нова свежа земја, обично компост, и преку зимата треба да стои на ладно место каде што температурата е 5 до 8 степени, но секако потребно е да има светлина. Земјата треба да се одржува влажна во текот на целиот тој период. Напролет, кога хризантемата ќе се разбуди од зимскиот сон и кога ќе помине опасноста од доцните пролетни мразови, потребно е да се отстранат сувите гранки на 2 до 3 центиметри над земјата. Важно е да се направи пинцирање, значи отстранување на не само на исушените, туку и на оние бочни зелени делови од растението. Со оваа операција, која треба да се направи во април или мај, всушност се врши и декапитација, односно отстранување на врвовите на изникнатото растение, со тоа таа се обликува и се засилува, односно се поттикнува развојот на надземната зелена маса. Потоа неопходно е залевањето и прихранувањето. Прихраната се обезбедува прихраната ни обезбедува всушност да имаме квалитетна хризантема која ќе има правилна топчеста форма и убава и јасна боја на цветовите. Како што можете да забележите, не е сложена воопшто за одгледување, а ни пружа на вистина задоволство и убавина од бои, а има и хризантеми кои имаат еден специфичен мирис.
се надевам дека и за нашата гостинка ова беше интересно, бидејќи е љубител на цвеќето. Ние продолжуваме понатаму со разговорот, односно со рубриката Пиши вака. Сега, не само што разговараме пред камери и зад камери, туку и работиме кога се дружиме со доктор Билјана Гверовска. Направивме и сладко од дујни, ама направивме и еден рецепт. За тој рецепт јас поставив прашања на мојата страница, добив разни одговори, има луѓе кои знаат што е, но има луѓе и кои не знаат, дури и оние кои првпат слушнале. Пелте или пелте, сватив дека во Прилеп има две варианти, и со Л и со Л, кој како си го изговара. Не знам дали нашите гледачи и слушатели знаат за што се работи. Денеска модерно би рекле тоа е одржлив рецепт. Зошто? Затоа што нашите предци биле многу попаметни и пред нас, иако мислиме дека сега ние кој знае што сме измислиле. Пелтето всушност се прави од остатоците од дујните. Значи, од лушпата и од онај средишниот дел, срцевината, кој не се користи. Кога дуњата ќе се искористи за храна или ќе се изренда за сладко или за сок или ќе се исече сеедно, средишниот дел и лушпата нашите стари ја користеле за да направат пелте. Николче на која камера може да погледнат оние што не гледаат? Еве сега Николче додека се подготви. Јас таман да го отворам, од шербетот се има можеби залепено, ама добро. Еве, ова е втората тура. Сето тоа, пелтето, пишете вака, како што вели нашата рубрика, доколку решите да го правите. Сложени се малку, макотрпни се нашите рецепти и дел од нашата куња е токму тоа долгото готвење и правење. И се си има некој марифет, за тие марифети Билјана малку подоцна ќе ни зборува. Значи, лушпите и остатоците се варат, се додека не омекнат. Тоа сета таа течност заедно со лушпите и остатоците се остава да зоврие, од кога ќе омекне, се остава да се излади, потоа се процедува, течноста што ќе остане сразмерно, колку имаме литри течност, толку килограми шеќер додаваме. Значи, ако имаме 2 литри течност, односно половина килограм додаваме шеќер, ако имаме 1 литар течност. Ако имаме 2 литри течност, додаваме 1 килограм, што значи за 1 литар течност 500 грама шеќер ни е потребно. Сето тоа врие се додека половина не дојде нивото од тенџерето, односно не се добие една густа маса, погуста од шербетот за сладко, така? И потоа тоа се чека малку да излади и потоа се собира во теглички или еве ние годинава најдовме еден ваков начин да биде во помала амбалажа за да можат повеќе луѓе да пробаат. Тоа е всушност пектинските материи во дујњата што ги содржи лушпата во голем дел создаваат природно желе. Овој рецепт не само што е корисен, затоа што ги искористуваме тие делови од дујњата кои инаку би ги фрлиле, корисен е затоа што има и придобивки во однос на нашето здравје. Пектините кои ги содржи дујњата, витамини кои ги содржи самата лушпа, сето тоа е добро за нашиот организам. И самата маса влијае, самата таа желе маса исто така позитивно влијае на нашиот организам, секако, сето тоа ако се јаде умерено. И онака не може многу да се изеде, е доста благо рецептот,
за пелте, ние направивме размена, јас се консултирав со мојата стрина, што рецептот го имала од мојата прабаба, па Билјана ја консултираше незината свекрва, па на крај заеднички дојдовме до еден рецепт и така го создадовме пелтето, што не само што ќе има за нашите семејства, туку ќе го понудиме и за оние што сакаат да купат и да го пробаат. Дали доволно се видели, треба да го еве вака. Прво бојава е прекрасна, како рубин, а да бевте технички реализатори како Николче на емисијава, ќе имавте можност да пробате после емисијата. Прилепската кујна е специфична. Има рецепти по кои надалеку сме познати. Една пријателка денес се јави и рече, ако доаѓам морам да пробам кебаб и сите ги фалат. Препознатливи сме по ширденот, по биеното сирење и по многу други јадења што вие многу подобро ги знаете. Кои се тие марифети што се важни да се создаде? Постојат точно специфични јадења за Прилеп. Меѓутоа, од ние, како што ги нарековте, марифети, тие само можат да се стекнат, како што реков, да се пренесат од баба на внука или мајка на внука и така натаму. Меѓутоа, марифетот некако треба да биде предизвик на самата домаќинка. Така? Навистина се пренесуваат искуствата, меѓутоа сепак треба секоја домаќинка сама да го искуси тоа. Постојат многу такви марифети пренесувани низ генерациите. За некои работи навистина не се знае и добро е да, еве, бидејќи таква емисијата, да се спомене. Например, не се знае дека Прилепската јавнија, лута јавнија, Прилепската јавнија во главно е без компири. Значи не треба да се додава компир во неа и она што е специфично, значи треба да добро испражениот кромит и правилната количина на вода, значи да се добие саканата густина која што е специфична. Исто така некои марифети. Точно треба да се долови би рекла точката на вриење, моментот на шербетот кој што се дода во белката за да се добие онај цврст шам, за да има потребна да има потребната густина и долго да трае. Не знам што. Во врска со пелте, во кој што спомнате, исто така треба точно да се утврди моментот кога кога пелтето е готово, за да може да се здрви. Значи не треба огнот исто така треба да биде, температурата не треба да биде соодветна, значи не е ниска, не е висока, да возможи соодветно згуснување, намалување на течност и згуснување понатаму. Сите гледачи и гледачки мислам дека имаат што да научат и запишат од ова што го зборуваме. Но како што реков, тоа сепак треба да биде предизвик на домаќинката. Значи навидум секој рецепт кога ќе се прочита не е сложен. Така, да. Ама после е магијата како ние ќе го направиме сето тоа. Бесценети се, пренесените искуства се бесценети. За крај на нашиот празничен разговор имаме многу теми, рековме би се навратиле ние и на теми од тутунот и така натаму, но и од сите оние прашања, секаде може уште нешто да се каже. Која би била вашата порака кон прилепчани и прилепчанки по однос на традицијата и културата на храната и за чувувањето на сето она што е наше, градско, прилепско? Па кон прилепската млада жена би рекла. Интересите на една жена не зависат од мајчинството, од семејството и околината. Тие се својствени исклучиво на самата личност. Значи, доколку се развиваат
во намера, во колку самата личност тоа ќе покаже интерес и ќе покаже желба и самата себе си овозможни незините интереси да се продлабочуваат и да се развиваат. Значи, исто така треба да во тој контекст да се изградуваат како личности со собствен стил. Да дадат собствен печат на она што го носат, што го работат, што го прикажуваат, да сватат дека она што е подарено со љубов, со емоционална вредност, дека тоа е токму невредното. Ако жената без образование успевала да направи такви уникатни креации, значи тоа и обстојувало тоа со векови, значи тоа треба да се цени, почитува, покажува и да се чува. Исто така да се држат до традицијата, затоа што традицијата е на база на кој што ние се градиме и како жени и како интелектуалци. Интелектуалецот е тој на кој што му е предодредено да го шири националното, да го пренесува националното богатство, да го јакне националниот идентитет. Познаваме бројни прилепчани кои што во времето учеле надвор од Прилеп, работеле, меѓутоа сепак со задоволство секогаш зборуваат за гастрономијата, за обичаите, за одредени специфики на Прилеп. Па така и ние, значи да ги искористиме современите средства за комуникација, отвореноста кон светот и да се прикажеме како горди прилепчани. Почитувани гледачи и слушатели, на крајот искрено ќе се заблагодарам на доктор Билјана Гверовска што ми помогна денес да подариме едно вакво посебно празнично издание на градината на Филип. Благодарам за одвоеното време и за советите. Благодариме. Прилепчани уште еднаш, честит празник. Довидување до наредната среда со нови гости и нови интересни теми. Може би малку музика имаме за крај или нешто друго, а само ќе ви посакам да не заборавите дека денес немаме потреба со пушка да ја извојуваме слободата. Тоа пред 77 години некој го направил за нас. Доволно е сето тоа да го почитуваме, но со љубов кон градот, да покажеме дека навистина сме горди и заслужни на нашиот град, а денешната слобода се извојува на начин таков што ќе успеваме да обезбедиме сопствена храна. Одгледувајќи сопствена храна на сопствената земја, покажуваме еден висок степен на слобода. Градинарски поздрав и се гледаме за 7 дена. Да ти пеам и да заиграм на младоста моја да се сетам да затреперам како шука сато да го слушнам, па да воздигнам во чарши